А знаете што направија? Нас граѓаните, наводно под мотото безбеден град, за сообраќајни прекршоци ни вметнаа нешто нечовечки. А тоа е, ако направите одреден прекршок, ќе ви ја земат колата, камионот, автобусот, ќе ви земат нешто што не му припаѓа на државата. И точно ако се разбира. Државата наша знае само да зема, да кради. Зато ја вика македонската држава криминална држава. Ова не е држава. Ова е северна. Ова е криминал. Не виден. Седат, одат по луѓето. Сад замислете, имате кола, не е битно колку вреди. Ако направите прекршок, нема да зборувам за прекршоците, точно ги знам, да не ве замарам. Одредени прекршоци ви се одзема колата. Утре, други ден да направите некој криминал, ќе ви го одземат стано, фамилијата, ќе ви одземат душата. А тие, функционерите криминалци, си ги намалија законите. Пред 2 години го променија кривичниот законник во собрание. И што се случи сега, пак го променија во нивно, добро. Тоа сакам да го кажам и го осудувам ово одземање на коли од секој граѓанин. Независно дали се роми, турци, албанци, македонци. Да му се одземи сатот на Мицкоски. Ќе му се одземат и сатовите на сите што краделе. Значи, запамтите едно, имаме огромна неправда.